Faceți o conferință pe media aici în ministrii... A? Може со капа вака? Како сакаш, може, ајде. Јеми тој ќе поним Дризла? Ајде, кажи ми што. Сочи. Колега од Топлава јакна. Сега Топлава јакна Од ранец на потполно покладено со Dear members of the media, viewers, as already mentioned by the Mayor of Skopje, under the new ownership structure, we had a meeting already last week with the acting director of Drizla, and together with the Mayor of Skopje we organized today's meeting because we are already working as an institution to support Drizla so that we can achieve the standards required for the landfill and to create transparency for our citizens. Only together, if we work, all institutions work together, we may be able to achieve the standards we all require and wish to have. I fully support the mayor and to create to better the standards and create the transparency he's speaking about. Thank you. Благодарам. Почитувани медиуми, еве 2 недели како што сум назначен за... Се извинувам.
Почитувани медиуми, еве како 2 недели сум поставен за вршител на должност директор на ЈП Дрисла. Овие 2 недели, да бидам искрен, напорно навлегов во суштината и проблематиката поврзана со депонијата. Сите добро знаеме дека целото внимание беше свртено против Дрисла, правиме дренажи, ги користам сите човечки ресурси во предпријатието кои што ги затекнав. За волја на вистината има еден дел квалитетни кадри внатре кои што и се вољни да излезат во пресред, да си ја вршат својата работа, да ги откриеме сите оние работи, оние сомнежи кои што претходно беа фрлени како сомнеж према Дрисла дека тука нешто се случува. Работиме напорно, доаѓаме до одредени информации за нешта кои што биле правени тука во Дрисла, за начинот на третирање на отпадот од секаков тип, комунален, медицински, индустријски, технолошки и така натаму. Горе-доле презадоволен сум од соработката со градот, со градоначалникот на градот Скопје. Целта и поентата, практично суштината која што е главна за функционалноста на јавното предпријатие е заштита на животната средина, воздухот, земјата и водата. Така да правецот е тој, верувам дека набрзо ќе се видат позитивните резултати од работењето на јавното предпријатие Дрисла. Ви благодарам. Министре, што покажа вчерашната вонредна контрола на инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина во погоните на Екоклуб? We have actually just received the report. We haven't actually been able to thoroughly analyze it. Само што го добивме извештајот, не го разгледавме и анализиравме детално. However, if you wish, the inspector is here and he can give you an update on what he has found. Дали сте задоволни од работата на Државниот инспекторат со оглед на тоа дека градоначалникот во неколку прилики кажа дека ништо не работел? Со други зборови. I don't think it's important whether I am satisfied. Мислам дека не е важно дали јас воопшто сум задоволен. I think it's whether the citizens are satisfied with their work. Дали граѓаните се задоволни со неговата работа. А мислите дека се граѓаните задоволни? We'll listen to them, and if they're not satisfied, we definitely need to take action. Треба да ги слушнеме, ако не се задоволни, тогаш треба да се преземат соодветни мерки. Во врска со Екоклуб, зошто од декември се чекало до сега да се пријави? И дали имате некаква информација колку време се горел овој несоодветно третиран отпад? Се обидам да бидам многу прецизен, затоа што не гледам во кој дел мислите дека се чекало. Ние целата оваа работа, како сознание, имавме на 10 декември, на 13 декември со изјава од страна на Главниот инспекторат. Целиот настан е пријавен во јавното обвинителство, што значи дека градот не чекал воопшто. Зошто немало превземени истражни или не знам било какви дејства од страна на јавното обвинителство, работа која што треба да ја упатите кон јавното обвинителство. Градот Скопје не е истражен орган. Кога сме дознале за определена аномалија дека се одвива во определен капацитет, истото сме го проследили токму до надлежниот орган кој што требало да направи истрагата. Имате информации колку време се Значи селектирани се информациите во смисол на тоа дека градот немаше пристап до овој капацитет, да речем, до Дрисла од една страна. Она што можеби како индикативно нека ви биде како податок од она што го имаме од документите, кои што не се сега веќе достапни, е дека во текот на 2019 година Екоклуб во Дрисла има донесено вкупно околу 4700-800 кг медицински отпад, откако се констатира, бидејќи се знаеше веројатно дека градот го има материјалот доказен и дека е проследен во обвинителството. Само во текот на јануари месец оваа година вкупно медицински отпад кој што е донесен за депонирање и обработка во Дрисла е 1900 кг, од кои што 3 камиони само вчера. Така што молам од Екоклуб. Значи зборувам за таа фирма, значи на 4700-800 кг во цела 2019, после снимањето на доказот и да речам полу
информација дека има градот определени докази кои што ги последи до обвинителството. Само во јануари се 1900 килограми, кои што 3 возила беа во текот на вчерашниот ден од кога беше одржана пресконференција. Колку фирми имаат лиценца да работат со транспорт и Да доставуваат медицински отпад на горење во печката на И Дрисла? да се надополнам дали се врши контрола Тоа на... беше второто, да. И кога последен пат се контролирани и од градски И од државните. Чекате. Да. There are 4 companies that have a license to transport medical waste. 4 компании имаат само medical за waste for транспорт companies. на медицински When is the last time they were checked, where was control done there in the companies? Во компаниите кога последен пат е направена Контрол. инспекција, контрола од државниот инспекторат? При приемот на роба. На транспорт? Начинот на работа. Дали ги почитуваат процедурите за кој што е добил лиценца? За транспорт. Контрола. Нека излезе инспектор. Sorry, can we? I'm gonna get the inspector to answer this. This is a technical question. I will let him answer these questions. That's okay. За транспорт на медицински отпад, тие не може други да вршат Добро да Ама повелете во тука. начинот на работата, за 3 сати. Имаме прашања за вас. Вака, за да ја сватите процедурата за третман на медицинскиот отпад. Ама се инспекторите ги прашуваме, сега знаеме процедурата. Чим се тука? Да. Пуштете ги малце напред, ајде. Нема проблем. Повелете. Ајде инспекторе. Колку пати во текот на 2019 година вашите инспектори, односно инспекторатот извршил контрола на фирмите кои што имаат добиено лиценца за 4 фирми за вршење на транспорт на медицински отпад во Дрисла? Значи во Екоклуб последниот надзор што е извршен е во декември месец. Значи после тоа е извршен исто така во јануари месец контролниот надзор. И во другите фирми што превезуваат опасен отпад се Рециклет е од Тетово и Екоклуб, значи и Дрисла. Дрисла значи го контролираме редовно во делот на транспортирање на отпад и во делот на депонирање на отпад. Тие поседуваат значи дозвола за усклузување со оперативен план и редовно, значи секој месец се прави контрола во Дрисла. А во фирмите? Другите 3? А во фирмите? И во фирмите, значи ви Секој спомнам. месец? Не секој месец, зашто тие се под елаборат. Значи не се врши секој месец. Вие рековте декември и јануара, претходно? И претходно е извршено надзор. И претходно, значи во текот на целата година кога имаме и подојава и редовни надзори, согласно годишната програма. Дадете приближна, па после Приближна бројка сега немам зашто не сум во состојба да ви ги давам тие приближни бројки. Ние редовно ги контролираме, значи неправилности тогаш при контролата како што ни презентираше вчера градоначалник Не констатирали. не соодветен транспорт и слично. Зашто не сте превземале мерки? не. Не Значи констатира. не Државниот инспекторат за животна средина на 12 кога има извршено инспекцијски надзор вонреден, нема констатирано никакви значи неправилности и затоа нема превземено никакви мерки. Вие сте ли направиле контролата веднаш после контролата на градскиот инспекторат во истата фирма. Во градскиот наоѓа дека има проблеми, вие наоѓате дека нема проблеми. Прашајте ги вие нив како тие влегле во таа инсталација, зашто мислам дека Тие влегле како влегле. Па не знам, тие не се надлежни да ја контролираат таа фирма. Ја ве прашам како е можно да Па ние дента кога сме биле, да. Па сега дали ги отклониле тие неправилности што ги отфрлиле тие пред нас што биле или не ги отфрлиле, ние дента кога извршивме надзор таму, немаше никакви неправилности. А како е можно Дали град- имаше пријава за вие да вршите Не, по дојава на медиуми што беше објавено тоа. А тогаш не беше објавено прво медиуми. Во медиуми се објави вчера. Идемо со Значи, завчера. Ова За на 12 да, декември. за на 12 декември ние сме вршиле вонреден надзор, да, вонреден надзор. Што ве иницираше да го направите во редниот надзор, тогаш конкретно во тој екоклуб? Значи самото тоа што беше објавено уште тогаш во новините и во медиумите. Кој објавеше тогаш? Не објавеше никој? Мислам дека имаше објавено, сега вие треба да проверите како медиуми дали имаше Дали објавено. беше Вие рековте дека тоа што го вршише град Скопје не Прашајте требаше го да го град врши. Скопје. Значи оној веќе постапиле против законот што вршеа. Прашате ги нив, тие го знаат законот Нема, и вие тие. треба да кажете. Ако вие Молам. сте надлежни за Значи ние сме надлежни, тие преработуваат термички медицински отпад, опасен отпад и Државниот инспекторат за животна средина е надлежен да
врши надзор. Инспекторе, дали вршите контроли навечер, например во 8, 20 часот, 21 Да, часот? може да вршиме, ние не сме време. не работиме значи тросменски ниту двосменски, ние работиме како државна администрација од 8:30 до 16:30, а по дојава ние сме секој ден значи во служба на граѓаните и по дојава ние може да излегуваме директно на терен. Сте излегувале? Да, ако имаме дојава или пријава од физичко или некое друго лице што имаат индиции дека има некои неправилности во некој работата на некој правен субјект. Заменик министерот Јани Макрадули, ке зборувам на македонски за да разбират и моите колеги, рече дека ќе ги преиспитуваат дозволите за преработка на медицинскиот отпад после овој случај. Дали до сега е превземена некоја активност од страна на министерството за преиспитувањето на дозволите? So I didn't understand the question. What was the question? WS? Sorry, if the deputy minister said that, please do ask the deputy minister. If you have a question for my actions, please ask me for my actions. Па добро, вие сте во иста институција? When did he say that? Денеска става или го As you can кажа? imagine, I have not seen him yet. As I'm here with a meeting with the mayor, please give me a bit of time to coordinate with him, and I shall coordinate with him today when I meet to see him in the afternoon. Јас за жал не сум се сретнала значи со заменикот денес, имавме состанок работа со господинот Шилигов, така да денес поподне ќе се состанам со заменикот и ќе видам што. So I'll speak for myself in that sense, if you want to ask me. Yes, please. For If yourself. that's okay, I'll speak for myself as I'm the minister of that institution. Можам лично да ви дадам одговор како министер. We will look at all the licenses that have been issued. We are currently investigating all of them. We are a policy maker. Ние значи ги сме едно тело кое што има кредибилитет. No, закон. Креира на политика. We also have the Agency of Environment within our institution. Имаме и агенција значи за животна средина во рамките на нашата институција. We are one of the only countries in Europe, bar a couple others. One of the few countries in Europe една од неколку земјите во Европа which doesn't have an agency for environment. која што нема агенција за животна средина. My wish is to have an agency, an independent agency for environment, Имаме една ваква агенција која што ќе биде независна за животна which средина. will be independent Ќе биде независна and will deal with these issues, и ќе се справи со овие проблеми. so that the ministry can deal with the laws. Со тоа што министерството ќе може да работи со законите. But we will, as it is under our responsibility now, we will look at the issued license. Меѓутоа ќе ги погледнеме лиценците бидејќи се под наша одговорност. We urge all the inspectors, state and municipal, Ги охрабруваме сите инспектори, државни и локални, to do their job, да си ја работат својата работа, and the Inspectors Council и инспекцијскиот совет to coordinate the work between the state and the municipal inspectors. да ја координира работата помеѓу државните и локалните инспектори. А каква улога ќе има агенцијата ако се формира? As it does everywhere else in Europe. Што ќе се случи со Екоклуб? Listen, I'll be very honest with you. I was only informed yesterday. Да бидам искрен со вас, за ова бев информиран вчера. We are looking through at all the reports we have, the inspectors have made. Детално ќе ги погледнеме сите наоди и извештаи кои што ги направиле инспекторите. Together with the reports from the municipal inspector. Заедно со општинските инспектори. We urge all the appropriate authorities, ги охрабруваме сите надлежни институции, the council inspectors, the prosecution, инспекцијскиот совет, јавното обвинителство, all other stakeholders to work together засегнати страни да соработуваат, so we can find the solutions we're looking for in the environment. за да ги знајдеме оние решенија кои што ни се потребни за животот. And definitely try and reach the standards we all desire. But hypothetically, if hypothetički ако вчера воредната инспекција не покаже ништо вон законот и вон стандардите, но сепак она што го презентираше градоначалникот вчера е најблаго кажано загрижувачки. Значи, во извесен период фирмата не работела според стандардите, без разлика што е утврдено вчера. Дали тоа не е доволен основ нешто да се превземе? No, we definitely have to take something. I think the city of Skopje has already made a
a claim at the prosecution's office, and we urge them to investigate. Доколку се отвори предмет, губат дозвола. Доколку обвинителството отвори предмет, губат дозвола. We have to look at the legal aspect of it and take the right actions. Благодарам. Едно прашање, има доветност од крв, чисто информативно, дали ќе биде согорено во печките, бидејќи тука баш Ова е местото каде што се согорува и каде што треба да се обработи и медицинскиот отпад. Не, ова е местото кое што се согорува и после избегува од тука медицинскиот отпад. Ама ова е место каде што се согорува. Местото е како што можете да видите соодветно, заокружено, затворено како такво, не е во центарот на депонијата, не е достапно до јавноста, да разбирате. Не е место кај што ова е воредна, да речам, состојба кој што сме ние тука. Нормално е дека при манипулација со отпад може да падне. Поверете. Лани кога бевме, зградата беше во истава состојба. Не ефте дека ќе биде нов инцинератор. А кога ќе биде тоа? Договорот кој што го имаме со кој што би постоел со изведувачот е раскинат. Овој објект е во истава состојба каква што е, тука треба да биде инцинераторот, гледаме дали може да се продолжи тој договор, стерилизаторот, дали може да се продолжи тој договор со цел да кога ќе бидеме некаде во април месец, овде и кровната конструкција да постои да биде поставена машината. Океј.